Добар ден и добре дојдовте на уште едно видео на YouTube каналот за учење германски јазик Учете германски. Во овој видео малце повеќе ќе се позанимаваме со односните реченици или на германски релатив зетце, за поточно за нивната употреба, за правилната употреба на односните заменки во германски јазик, кои се односните заменки во германски јазик и преку неколку примери ќе пробаме да ви ги објасниме, да ви ги поразјасниме односните реченици во германски јазик. Пред да продолжиме со објаснувањето за односни реченици, би сакал да ви ја споделам, да ја споделам со вас следнава табела за односните заменки во германски јазик. Како што под табелата во текстот пишува, може да видите дека односните заменки во германски јазик се многу слични со определениот член во германски јазик. Исто така и како односни заменки во германски јазик се користат формите на определениот член со единствена разлика во датив множина. Разликата на табелата може да ја видите е обележана со црвени букви. Значи разликата е во датив множина и во генитив формите за односни заменки. Во ова видео генитив формите воопшто нема да ги разгледаме, бидејќи како канал воопшто немаме направено ни видео за падежот генитив, нели ги имаме обработувано само номинатив, акузатив и датив. Доколку сакате да повторите или не ви е јасно за нешто за падежите, тука ќе ви оставиме линк, ќе може да го изгледате повторно видеата, нели имаме 3 видеа за падежите и ќе може да си повторите или да ги научите нив. Пред да продолжиме со објаснување, би ви препорачал да ја препишете или да ја сликате оваа табела за во текот на видеото да имате покрај себе, да можете да анализирате заедно со нас, да можете да ги гледате измените на односните заменки во германски јазик. Да почнеме со неколку примери во анализата за односни реченици. Првата реченица која што ќе анализираме е следната. Sie ist eine Frau, die mich am glücklichsten in der Welt macht. Значи, тоа е сложена реченица од две реченици, од две исказни. Sie ist eine Frau, sie macht mich am glücklichsten in der Welt. Прво да нагласам дека сите односни реченици спаѓаат во делот на зависни реченици. Самиот нивни назив односни реченици ни кажува дека се однесуваат на нешто претходно споменато. Во случајов се однесуваат, значи во реченицата Sie ist eine Frau, die mich am glücklichsten in der Welt macht. Односна реченица е Die mich am glücklichsten in der Welt macht или тоа е една жена која што мене ме прави најсреќен на светот. Целата односна реченица се однесува на жената. И поради тоа што се однесува на нешто друго во претходната реченица се нарекуваат односни реченици. Поради тоа што се односни реченици, значи мора да има претходно нешто споменато за да постои односната реченица, значи не може да стои сама. Поради тоа е зависна реченица. Во сите зависни реченици глаголот изменет за лице, како правило во германски јазик, глаголот кој што изменет за лице ќе биде на последно место. Гледате во овој дел Sie macht mich am glücklichsten in der Welt, значи како исказна реченица, глаголот изменет за лице е на второ место, а во во односната реченица исто така зависна реченица, глаголот изменет за лице стои на последно место. Die mich am glücklichsten in der Welt macht. Сите односни реченици се зависни реченици и поради тоа глаголот изменет за лице ќе стои на крај. Да продолжиме кон анализа на оваа односна реченица. Значи, имаме две реченици. Sie ist eine Frau, sie macht mich am glücklichsten in der Welt. Тоа е една жена, таа ме прави најсреќен на свет. Доколку тие две реченици ги споиме во една реченица, Sie ist eine Frau, die mich am glücklichsten in der Welt macht, значи доколку сакаме да направиме таква реченица, мора да ги знаеме правилата за определување на односните заменки. Повторно ќе ве упатам на табелата, која што гледате дека исто така и при односните реченици е многу важно да се знае родот и падежот на именката, како што впрочем и во голем дел од германската граматика. Доколку пристапиме кон анализа за определување на падежот. Прво мора да го видиме родот на именката. Значи, целата реченица која што ме прави најсреќен на свет се однесува на жената. Sie ist eine Frau, die mich am glücklichsten in der Welt macht, се однесува на жената. Биолошки определено жена да е од женски род.
гледаме во колоната, во табелата, гледаме во колоната кај женски род и сега ни е важно да знаеме да го определиме падежот. Повторно, тука може да најдете линк, може да најдете линк за нашите видеа за определување на падежи. Без разлика дали сакате да повторите или не знаете како се определува падеж, може да ги погледнете тие видеа. Во овој случај, кој е што мене ме прави најсреќен на свет? Односната заменка die се однесува на жената. Во оваа реченица, die mich am glücklichsten in der Welt macht, доколку при определување на падежот предност има предлози. Во овој случај нема предлог пред односната заменка. Значи, одиме со поставување на прашање за да знаеме во кој падеж е односната заменка. Кој е тој што ме прави најсреќен на свет? Значи, која што одговара на прашање кој? Кој беше за падеж номинатив. Таа го врши дејството, таа е вршителот на правењето најсреќен на свет. Таа е вршителот на дејството, одговара на прашањето кој, значи е во номинатив. Номинатив женски род, може да видите во табелата дека односната заменка ќе биде die. Sie ist eine Frau, die mich am glücklichsten in der Welt macht. Тоа die е односната заменка и се однесува нели на жена. Целата таа реченица, die mich am glücklichsten in der Welt macht, е односна реченица, а само die е односна заменка. И ја заменува жената. Втора реченица што ќе анализираме за објаснување на односните реченици е следната. Ist ein Mann, den ich am meisten in der Welt liebe. Тој е маж кого што јас најмногу во светот го љубам или го сакам. Добиена е од ist ein Mann, тој е маж, една реченица, и друга реченица ich liebe ihn am meisten in der Welt. Јас го љубам него или го сакам него најмногу во светот. Може да се каже и на тој начин, меѓутоа, ако сакаме да употребиме односна реченица, особено значи за тие што се спремаат за полагање на испити, односните реченици за B1, за A2, можеби не, ама за B1 ниво се ценети, да речем, на доколку ги употребувате на испитот, особено е важно да ги знаете овие. Да продолжиме со објаснувањето. Од тие две реченици може да се каже, може и како прости едноставни реченици, ist ein Mann, ich liebe ihn am meisten in der Welt, или може да се каже ist ein Mann, den ich am meisten in der Welt liebe. Тој е мажот, тој е маж кого што јас најмногу во светот го сакам. Во овој пример, ist ein Mann е исказна независна реченица. Ist ein Mann, тој е маж. Den ich am meisten in der Welt liebe, тоа е зависната, добро, е зависна во секој случај, затоа и либе глаголот изменен за лице во овој пример, нели е, бидејќи независна исказна реченица е на второ место, во односната зависна реченица е на последно место, нели во сите претходно кажавме, во сите зависни реченици глаголот изменен за лице ќе биде на последно место. Зависна реченица е, повторно да спомнам, бидејќи се однесува на нешто, без тоа претходно споменато нешто не може да стои сама оваа реченица, затоа е зависна и во сите зависни глаголот изменет за лице е на крај. Целата таа реченица, den ich am meisten in der Welt liebe, е односна реченица. Односната заменка во оваа реченица е den. Претходно кажавме дека беше die, сега тука е, во претходната реченица беше die, сега тука е den. Причината зошто е тоа, повторно да кажам, мора да го знаеме родот и падежот на именката на која што оваа реченица се однесува. Родот, логично, биолошки определено, ман е од машки род. За да знаеме во кој падеж ги анализираме според прашањата, нели предност имаше доколку има некој предлог, во оваа реченица нема предлог пред односната заменка, затоа одиме според прашањата. Кој љуби најмногу на светот? Јас. Значи јас е номинатив. Кого го љубам најмногу на светот? Кого што, значи се однесува на мажот, кого што јас најмногу на светот го љубам. Den, машки род, акузатив. Може, значи, во табелата исто повторно да видите, den е односната заменка за машки род, акузатив.
Pоради тоа ist ein Mann, den ich am meisten liebe, den се однесува нели на мажот. Тој е мажот кого што јас најмногу го сакам. Третиот пример кој што ќе го дадеме во ова видео, кој што ќе го анализираме поточно во ова видео е следниот. Sie ist eine Frau, der ich mein Herz schenke. Преводот би било тоа е една жена на која што јас моето срце и го подарувам. Значи добиена од Sie ist eine Frau, ich schenke ihr mein Herz. Може повторно да кажам, да се каже како две разделни, две посебни исказни реченици, Sie ist eine Frau и втората ich schenke ihr mein Herz, или на малце повисоко ниво со употреба на односните реченици Sie ist eine Frau, der ich mein Herz schenke. Тоа е жената на која што и го подарувам моето срце. Исто и тук, како и во претходните примери, важно е да го знаеме родот и падежот на именката на која што се однесува односната реченица, односно тука е der ich mein Herz schenke, нели се однесува на жената, родот на жената биолошки определено, повторно да кажам, жена да е од женски род. Падежот од самиот превод може да видим, тоа е жена или жената на која што јас си го подарувам моето срце. Кому му го подарувам јас моето срце, кому нели беше, кому одговорот на кому ни го дава падежот датив, че на жената и го подарувам моето срце. Во табелата може да видите дека односната заменка за датив женски род е der. Der ich mein Herz schenke. Sie ist eine Frau, der ich mein Herz schenke. Тоа е една жена на која што и го подарувам моето срце. Односната реченица или обични исказни реченици, тоа е една жена, јас си го подарувам нејзи моето срце. Sie ist eine Frau, на која што и го подарувам моето срце. Повторно, глаголот изменет за лице на крај, бидејќи нели сите зависни реченици се сите односни реченици се зависни реченици. Во сите зависни реченици глаголот изменет за лице оди на крај. И како последен пример во ова видео, пример за анализа ќе ја дадеме следната реченица. Ist ein Mann, für den ich lebe. Тој е човек или тој е маж за кого што јас живеам. Повторно може да се каже и како посебни исказни реченици. Ist ein Mann, прва реченица, и втора ich lebe für ihn, јас живеам за него. Или да се употреби односната реченица тој е маж или тој е мажот за кого што јас живеам. Исто и овде. Намерно ја даваме реченица во која што може да видите и предлог пред односната заменка. Намерно ја даваме за, нели, повторно е битно да знаеме во кој род и во кој падеж е именката, меѓутоа во овој случај падежот го определува предлогот. Für, нели беше еден од тие падежи после кои што секогаш именката или личната заменка или во овој случај односната заменка ќе биде во акузатив, маж машки род, акузатив машки род, односно заменка den. Ist ein Mann, für den ich lebe. Целата односна реченица за кого што јас живеам, односна заменка den. Акузатив машки род, акузатив поради предлогот für. Тоа беше се што во ова видео го подготвивме за објаснувањето за односните реченици. Се надеваме дека барем ви полеснавме во учењето на односните реченици, во изучувањето на германскиот јазик. И не заборавајте, доколку ви се допаѓа нашето видео, да кликнете лайк, доколку ви се допаѓа нашиот канал, да кликнете subscribe, доколку сакате да добивате известувања за секое ново видео што го ставаме на YouTube, да кликнете на звоното до копчето subscribe и учете германски.